И многу е необично, Тихо има навистина искуство долгогодишно зад себе, за да може да каже како се раѓа тој момент на иницијација. Кога македонец ќе се сретне со македонец, не е битно после колку години. Ми се чини дека е потребен само миг за сето тоа што изминало или таа комплетна изолација едни од други да неповратно се изгуби некаде во некој беспаќе и да се појави на чувство дека конечно, нели, сте со оној, практично како заборавени роднини кои се сретнале после долго време. Не е битно на кој македонски простор. Сигурно, навистина е, му благодарам на Господа што ми го отвори тој пат да го преминам македонскиот зид и да играм за македонците во соседниве земји. Значи, 94-та година прв пат отидов во Албанија. Тоа беше голем шок. Затоа што не можам да ви објаснам што се случуваше. Навистина, кога игравме, први не пуштаа на граница и да не зборуваме дека секогаш има пречки. Од другата страна на границата преминавме кај што беа кај Ресен, нели, македонскиве цариници, кај што се наши беа тогаш. Значи, 94-та влеговме во Корчево, театарот веќе знаја дека нема да дојдеме, се вративме во Мала Преспа, игравме представа пред селската црква. На тогаш тоа не беше црква. Од црквата наместо свеќници залемиле тенџериња и со шкорчиња од кибрид палеа свеќи. Суштински ние го игравме Годо, келавата пејачка. Но ви речам дека 200 луѓе во тишина ја следеа и разбираа представата. Не можам да ја раскажам таа представа, тоа беше голем шок за нас. Емотивен шок со сие луѓе кога се сретнавме. Од тогаш повеќе пати, значи, поминував и вулево и вудесно, речиси на сите делови, освен во Србија, значи не добив средства да заминам да играм во Белград, имав неколку пати покана да играм со Александар Македонски. Што е суштински, од кога почнав да го играм Александар од 96-та година. Секогаш кога ќе се појавиме било каде, значи во места рурални средини, во Голобрдо, во Гора, по маците на Родопите, ќе речеш македонци муслимани рурални средини, во Пустец, во Анадолија, во Измир, например, Мениса, кај што е големата македонска заедница. Секогаш идентификацијата е огромна. Ме гушка, децата трчаат по мене, ни го бараат мечот. И ви раскажуваат некои приказни од кои навистина ви застанува здивот. Има еден филм Камен меѓу две ниви, му благодарам на Господа за тие гостувања, се снимени 5-6 филма кои се одени на фестивали, например во Голо Брдо, кога ја заклучија гимназијата, луѓето стоја простум, без столчиња, 200 луѓе ја гледаа представата пред селската гимназија. И снимено изразот на лицето на тие луѓе, како плачат без солзи, кога Александар им се опраќа. Представата се викаше Деноноси и почнуваше со хор кои сме ние, македонци, чеда на Македона Бога, каде одиме да го освоиме. И се креваше еден дамар и ги гледате тие лица на тие луѓе. Потоа доаѓаат и ве гушка, децата трчаат, тоа им го дадам мечот. Или последен пат лани за Ѓурѓовден во Гора. Кога викнав кој сака да биде Александар Македонски, трчаа деца да ми го грабнаа мечот и трчаа по мене 50-100 деца, еве го македонецот со мечот. Значи идентификацијата е страшна. Кај помаците на Родопите, исто така со Александар Македонски, со тој меч, но не одевме да убиваме, одевме со збор, нели да шириме култура и македонизам, Европа без граници. Домакинот ми вели: Тихо, знаеш ли кои сме ние? Помаци на Родопите, огромна заедница. Огромна заедница, 350.000 луѓе во Бугарија, 150.000 во Грција. Оставени, заборавени. И ми вели: знаеш ли кои сме ние? Кои сте вие? Ние сме најверната војска на Александар Македонски. Ние сме тие што се бореле со него. Не треба да учиме историја, ние си ја раскажуваме од дедо на дедо, од прадедо. Така како што прават сите македонци. И секаде, замислете во Пирин или било каде, тие се идентификуваат со Александар. Значи, постоел тој човек, го испратил Господ, да отиде до Индија, да ја донесе врската со духовноста. На една англосаксонска документарна серија убаво се кажува дека зен будизмот е настанат од влијание на Александар Македонски, да ја спои религијата, да направи македонистичка религија, но не било дојдено времето. И тој тогаш на 33 години, слично потоа како Исус Христос преминува од материјалното во духовното, се појавил Александар за денеска ние да се разбудиме, да се спознаеме самите себе си, знаејќи дека Македонија ќе се обида да ја распнат. И имаме земно време и Божјо време. Македонија е во Божјо време. Постои во три состојби, во минато, сегашност и иднина. И тие сакаат да ја земат, да си ја стават во джебот.
не заборавајќи, односно заборавајќи дека земјата е таа која зема. И затоа се вика земја. Оти човекот е во земја и се враќа, го плаќа данокот што јадел, што пиел, што ја сакал или не ја сакал земјата. Значи, секогаш кога ќе поминавме таму, еве сега, недела дена помина од последното гостување во Пиринско, а да кажам дека 5 години не добивав никакви средства од страна на Министерството за култура, што многу ми паѓаше тешко. Значи, кога во оваа земја треба да им објаснувам на многобројните покани од сите соседни македонски заедници, кои ни се лични пријатели, дека нема средства, не пуштат и така. Натаму, после 5 години, влеговме во Пирин. Многу работи се променети од кога последен пат бев. Како што влегува луѓето во Европска Унија, таму работата е стегната. Луѓето се плашат. Ја нема веќе слободата на действување. И сега да не почнеме да раскажуваме тажни работи. Значи, слично како во Грција, во Република Грција, каде што македонците во Европска Унија се потиснати, сега се потиснуваат во Пирин. Да, иако постојат до клучниот момент. Постојат анализи од така наречени аналитичари дека во тој момент кога ќе пристапиме кон Европската Унија и границите ќе се отворат, тогаш доправа ќе се случи духовното обединување на македонците и на македонецот каде и да е. Сакам да те прашам следново. Значи, сите овие македонци наши живееја во различни системи, овие што ти ги посетуваш. Тие системи резултираат... Имаат и различни верски. Половина се христијани, половина се муслимани. Може би различни верски убедувања, да. Што не ги прави повеќе или помалку... Македонското етничко чувство, песните и македонци, да. Живењето во различни системи резултирало со различни цивилизацијски, да речем, може би, нивоа на функционирање во кое што во моментов се наоѓаат. Сега, веројатно се пиринците многу понапред отидени за разлика од оние во Пустец, во тие така наречени цивилизацијски придобивки на 21. век. Меѓутоа, тоа што го сочувале како есенција, како македонска енергија во себе, веројатно е непроменлива една категорија без оглед на тоа во кој систем сте растеле, или какви учебници сте учеле, или во која црква или џамија сте оделе. Значи, основните, можеме со неколку зборови да се поврзат сите тие луѓе. Едниот е орото и песната, кои се божествени. Тие се посветени на Бога, му се пееле на Бог, се играат и се пеат за сите адети. Прослави, свадби, таги, дури и за тагите се пеат таговните песни. Редењата се пеани таговни. Тоа се песните. Второто е леб и вино. Те дочекува со леб и вино, со отворено срце и душа. Так. Третиот елемент е човеколюбие. Никој никого не мрази. Те дочекува каков што си, каков што постоиш, што сакаш да бидеш. Не ти се наметнува. Дури ние никогаш не ги прашувавме дали сте вие или не сте. Тие се отвора и велеа, ние сме македонци од Александар. Ние раеме приказни, ние знаеме и така натаму. Суштината е она што Александар го правил, го укинал робството, укинал продавање на луѓе, ги дозволил локалните религии и ширил еден заеднички свет. Тоа е суштината на македонизма. И тие луѓе се просветлени. Вие ќе ги препознаете, немаат трунка агресија. Да. Туку имаат само човеколюбие, верба во Бога, работат, вредни се и никого не мразат. Тоа е македонизмот. Може би е тоа, пак ќе повториме, кога Александар го освои светот и виде дека не може да нема никакво задоволство од тоа да победиш со меч, бидејќи не е созрен духот, тие повторно се испод тепа и се уште водат војни, и се уште не може да го постигна тоа што го постигна Александар, да го дочекуваат како ослободител, бидејќи тој ги прифаќаше сите. Значи, тој беше пред своето време, влезен во Божјо време. Тоа е суштината на сите тие луѓе. Пеат заеднички песни, играат ора и сакаат едноставно, не сакаат никако да мразат, не сакаат да се убиваат. Значи, тие се веќе влезени на еден начин во тој македонизам, во тоа Божјо време. Што рече царицата, јас ја нарекувам од хунзите, или таа жената на мир, тој врвниот во хиерархијата меѓу хунзите, кога упатуваше покана до нашите луѓе, и до македонците, и до Македонија, остана впечатлива една реченица, вели, дојдете во светот без криминал. Овде, таму не постои криминал, знаете, и сега тоа може би фантастично звучи од оваа дистанција, од оваа перспектива. Кој е тоа парче земја, особено замислата како дел од Пакистан, во рамките на денешен Пакистан или под администрација на Пакистан. Меѓутоа, 50.000 луѓе, македонци,
23 века живеат некаде на подножието на Хималаите во еден свет без криминал. Замислете која е таа. Тоа е македонизмот. Да. Тоа е суштината на просветлувањето. Во која не се случило кражба, а камели убиство или нешто, некое полошо кривично дело, нели? Што е секојдневие во високо цивилизираниот западен свет. Среќате што веројатно тие цивилизацијски придобивки не стигнале се уште до нив. Но суштинско е што сите тие, било каде да земете од околниве соседни земји, немаат основни човекови права, немаат образование на мајчин јазик. Не ја финансираат нивната матична култура како македонска. Може би ја финансираат, ама да биде под друго име. Ги присвојуваат едноставно, сакаат да ги асимилираат, да исчезнат. И пак да ги претворат во нешто друго. До оној степен на грабеж, значи нешто што е останато веројатно искаат да го победиш соседот, да му одземеш се што има и што ќе правиш понатаму. Мислам дека суштински цивилизацијскиот код е поинаков. Тоа е суштината. И македонците од нација ние преминавме во верски правец, како да речеме. Македонизмот стана нешто што е како религија. И имаме нации кои од религија станале нација. Суштината на македонизмот е таа. И сега повторно тие се негирани. Замислете, еве сега ќе ви дадам пример, во Косово најсвеж пример. Сите јазици се дозволени, дури и српскиот јазик се тепа, во гора не им е дозволен да учат на македонски јазик. Ете, мислам дека на вистина се поставува нешто што нема елементарна логика. Истото ви е во гора во Албанија или во Голобрдо, само во Пусте се учи до 4-то деление на македонски јазик, а огромна популација на македонски живеат таму. И ние сега имаме аршин на двојство. Дали овој народ треба да биде распнет, поништен и ние да седиме и да молчиме. Суштината е многу. А најнакрај за историјата, ако почнеме да се фатиме. Ајде да се фатиме малку, бидејќи ги спомнувавме сите овие наши драги луѓе и македонци, браќа по крв надвор од ѕидиштата, што велиме. Меѓутоа овде кај нас, каде што сите ние слободно можевме да се изразуваме, слободно можевме да читаме и учиме историја, да ги декларираме нашите мисли, нели, без страв кој што и како ќе каже. Меѓутоа, сепак, еве и до ден денешен го спомнавме примерот или примерите пред малку за така наречени политичари и врвни во оваа држава некогаш и сега, кои нели ве убедуваат во нешто друго. И не само тие, мислам настрана тие, тоа е нивни проблем, нека прочитаат малце па ќе дојдат можеби до некои сознанија. Или некои луѓе велат, ма пушти ги тие одработуваат агенди, нели, и веројатно е тоа така. Меѓутоа, овде дуализмот во таа смисла, нели, за таа собствена идентификација беше многу евидентен, постоеше, како што многу добро знаеш. Дали сме биле од 6-тиот век, дали сме биле од Филип и Александар, дали сме, нели, дошли од Задкарпатите со цевките или сме уште од неолитот. Значи, не постоеше научна мисла која здраво заготово, нели, ќе ви пласира информација која како еден обичен ученик во училиште, како мојот син и твоите деца, предпоставувам во овакво во училиште на час по историја ќе си го прочитаат, ќе им го предаде некоја таму наставничка или наставник и ќе си го прифатат како научна вистина од која треба да се тргне во нивната размисла за светот и за себе си. Кај нас се случуваше нешто сосема спротивно и обратно. Сигурно. Имаше забрана да се предава. Значи, духовното робство, повторно ќе повториме, е страшно. Тоа беше забрането. Идентификативноста беше дозволена. Историјата како приказна, која вие кажуваат, која може политичката историја. Значи, пак ќе дојдеме до суштинската работа. Да тргнеме од Хомер, например. Хомер ја спомнува реката Вардар како Акси, и Пелагонија и Пелагонците. И сега ќе речеме, до денеска постои Пелагонија и Пелагонците, нели? Дури Пелагонија автобусите се именуваат и тука е еден код. Реката Вардар е како света река. Акси светите води. Акси чија што река со светите води, чија што земја со светите води ја кваси. Акси е значи света вода. И денеска се фрлаат како старите пеонци што го фрлале царот во реката, се фрла крстот за да се освети водата напролет. Така било. Истиот адет. Пеонците пиеле сокче од просо. Значи, тоа е еден суштински код. Има еден камен во Мигне, ќе кажам неколку податоци само, откриен во Струмица и датиран 6 век од оваа ера. Од постмакедонската ера, од ерата на Исус Христос. Нели? Каменот на Мигне на латински напишан и дешифриран, објавен во акта Велјуса на Бранко Панов. Стримонската тема, се го кажам на македонски, наместо македонците ја пасат скитите.
Значи во 6 век имаме ние артефакт, доште некои скити тука. Во Струмица, во Стримонската тема, се уште постоеле македонците. И сега кога тргнете назад, Скит му е брат на Херакле, а Херакле нели прадедо на Александар, значи тие се роднини, скитите заминале таму и биле скити, а овие формирале една цивилизацијска општество, се вратиле. Тоа е еден код кој нема каде да се бега. Второ е зборот скловени, кој постојано се наметнуваше тој словенизам. Значи склавонае, склавоне, склавон, латинско-романски топоним по Макс Фасмер, нели? Означува административно-територијална единица на Римската империја, после која Македонија е поделена на 4 склавини по поразот на Персеј од Емилија Павле 168 година пред наша ера. Македонија е поделена на 4 склавини без можност за комуникација, духовна, материјална, значи мажачки, женечки трговија, слично многу како што до денеска постоеше овој македонски зид. Значи тоа е котата на склавиниите, склавинизмот. За разлика од тоа, именувањето како македонци не е прекинато, никогаш не е прекинато, постојано се пројавува. Една книга најдов во Албанија, во Саранда, и замислете во Саранда, во Јужна Албанија, топонимите на општина Саранда, ги читам топонимите, не можам да поверувам. Од 40 на топоними, 30 се македонски. Добра, Граждан, Бистрица, Арна, Црквица, сега не можам да ги памнам. И прашувам на англиски една од туристите, една девојка, од каде сте од Тирана. Што значи, викам, добра на албански? Не знам. Што значи ова? Не знам. Викам, сигурно е локалниот, мислеше веројатно на грчки дека е. Значи, наоѓам една книга од Аритон Чека, од илирите до албанците на англиски јазик, ја земам книгата, читам и векам, нисам книгата, некој ќе ја прочита, ќе рече, навистина е проалбанска, суштински, но кој ќе ја прочитате, ќе се фатите за главата. Албанија е посејана со антички македонски гробови, на генерали, на заповедници, на херои. На еден антички гроб, го цитира надписот, Бодрач, вака вели, падна во македонската земја. Патнику, кога ќе дојдеш на моето почивалиште, немој да го уриваш, бидејќи и тебе може истото ти се случи некаде таму по друго место. И сега авторот коментира, да, вика, тоа било кога Албанија била окупирана од македонците на Александар. О, Боже. И сега ние имаме, пак ќе речеме, илирска приказна и ќе го отворите Аријан, ако имате време да читате книги, и ќе видите дека на страната во Гавгамел Арбела борбата Аријан, значи изворен автор, на страната на Дари се бореле албанците, на страната на Александар се бореле илирите. И сега едноставно ќе се поставите прашањето, не можете вие да бидете двајца. И полна е историјата со такви, да речеме, суштински неверојатни факти кои дури еден доволно да ги видите рече, и да ги пролистате, што велите, и се ви е јасно. Научно да се докаже дека македонците се македонци. Па мислам дека на вистина поголема глупост не можам да разберам. Да, и тоа доправа да го докажуваме вака, и пак ќе свикуваме. Има многу книги, тие се тука. Замислете, се објавуваат книги во Албанија, во Бугарија, во Грција веќе се објавуваат. По цел свет за античката македонска приказна. Тука нема каде да се едноставно, пак ќе речам, ние со македонските ора можеме да докажеме дека метричките стапки во современата поезија сите се содржат во македонските ора. Најнакрај се поставува клучното прашање зашто работат тие се словенски институт, тие треба да се викаат македонски. Во македонската природбеничка литература изразните средства што современата европска поезија ги проучува допрвин, а не може да ги направи, да ги напише, постојат во народните, во збирките на Марко Цепенков, во Верковиќ и така натаму. Значи, сите изразни средства, метафора, анафора, алегорија, персонификација и го нарекува словенска антитеза. Ми се молам, каква словенска антитеза? Дал град, три пати прашање, три пати одговор, метричка стапка, рам-пам-пам, тоа се они ора што си играат натака, навака, рам-пам-парам-пам-парам-пам, тарадам, дарам-дам. И самата во метриката има македонската антитеза. Значи, првото оди, дал град по линијата житород не ги беше фатил, ни град по линијата житород не ги беше, рам-там, тарабадам, табадам, дарам-дам, прашање и одговор, самото се сеќава. Да. И така натаму, безкрајна приказна. И сега се поставува прашањето. Албанија не знаете колку има антички македонски гробови. Тоа е мноштво, како што ги обравил Наритон Чека, from Illyrians to Albanians. Да, тие податоци, каде се тие во Егејско?
Требаше да ни го направат споменикот на Скиндербек таму насред Скопје. А тоа е грамотата на Ѓорги Кастриот, ја имаме ние. Јас, Иван Кастриот, да си отвориме очи за Македонија, која била до Драч и мјачката држава која се протегала до Драч до Подгорица. Во 9 век имаме универзитет. Така ли е? Во 17 век Кратовско-Лесновска, ајде да го ставиме Свети Климент. Во 17 век, 16 Кратовско-Лесновска превишувачка школа. После 150 до 200 години во Будимпешта, Загреб, натаму нагоре се ширело писмото. Автентичен јазик нема до 19 век никаков. Никакво писмо, освен кој не латински, кој не македонски на Александар и другиот е средновековниот македонски јазик, односно на кој Свети Кирил ги преведувал сите јазици, ги познал. Не постоел јазик унифициран. Англискиот јазик, ајде да дојдеме, и тоа ми е, се состои од 3 елементи. Англосаксонски, норманско-француски и латински зборови. Англискиот јазик може само јамска структура да направи. Јамската структура е нагласен втор слог, значи, а првиот не. Што не е можеби својствено, но во охридските песни го има тан-тан, 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 тан-тарарам. Например, а латинските зборови во Шекспир, например, половина ред е англосаксонски, половина е латински. Латинските зборови му даваат динамика и сила на Шекспировиот јазик. И сега што ќе зборуваме кога во 9 век имаме писменост, кога Ѓорги Кастриот пишувал на средновековен македонски и тие велат да, ама тој пишувал на тој јазик се пишувал тогаш, па кој друг јазик постоел суштински, ако ќе видите, топонимите во Албанија се напишани на нашиот јазик. Но најнакрај не мора да им го земаме, но повторно ќе речам, од македонската историја може да дојдат сите, но да ги изфрлате македонците на вистина, мислам дека е незрелост, нехуманизам, неевропејство и дека е нешто што не е зрело и веројатно ќе треба да помине време, кога ќе мора еден ден да се извинат на македонскиот погром, на овој нецивилизацијски код што се прави, на сето тоа што им се правило на луѓето, да им се забранува песната, јазикот, идентификацијата како човек. Мислам на вистина дека е код на нешто што не враќа во длабока сфера на некое диво време. И затоа Македонија е потребна. Македонија е земјата во која ќе треба Европа да се огледа и да созрее. Европа ќе треба да созрее. Една соговорничка во Македонија му вели, во тој случај би се пореметила небесната хиерархија. Нас може да ни се лутат политичарите. Јас ќе речам, Ошо што вели, политиката е болест, суштински да го земеме. Тие ќе направат се за да останат. Они сакаат да останат на власт, зашто тука се парите. Тука е моќта и така натаму. Обичните луѓе кои ги раздаваат своите добра за да отидат како Александар се потребни. Нема друг човек како него. Не дека ќе тврдат тој убивал кога тој одеше напред, влегуваше сам, живееше како сите. Значи, разликата меѓу, па дојдеме, добрите политичари не може да бидат богати, а народот сиромав. И сега доаѓаме до клучното. Александар раздаде се неколку пати и живееше како сите. Како Исус, како стоиците, како Аристотел, како филозофите, како Свети Климент најнакрај. И да го завршиме овој вториот дел пред рекламите, тихо, значи, многу е грубо, материјалистички, меѓутоа сепак се сведува на крајот на истото. Сето ова што ни се случува се сведува пак на такви грубо материјалистички причини и соображенија. Значи, да се руши нешто свето во име на нешто материјално. Тука е гревот кој на крајот ќе го платат тие со материјалниот контекст, нели? Треба да бидат свесни за тоа уште во старт кога го прават.